Денес го прославуваме успението на Мајката Божија. Како што Мајката Божија пред да го зачне Спасителот, Архангелот Гаврил дошол со цвет и ја дал радосната вест, благата вест, така и пред незиното успение Архангелот Гаврил дошол и кажал дека ете за 3 дена Господ ќе земе незината душа. Па така таа, сакајќи да се прости со апостолите на чуден начин кога се упокоила, апостолите биле донесени на облаци, освен свети апостол Тома. Незината соба кај што било положено телото на Мајката Божја била исполнета со прекрасни мириси, со многу светлина, со многу цвеќиња и со многу сепак тага од сите верни христијани дека ете Мајката Божја повеќе не е меѓу нив, но и радост дека се преселува во Царството Небесно при Синот нејзин, каде што нејзините молитви ќе бидат уште повеќе услишувани за нас. Кога излегла поворката, одејќи низ градот, некој злобен евреин сакал да го турне одарот на кој лежала мајката, но веднаш се појавил ангел Господов и му ги одсекол раците. Љубовта христијанска која ни налага да правиме добри на оние што не мразат, на овој човек апостолите молејќи се на Бога и на Мајката Божија му ги исцелиле рацете и продолжила поворката. После 3 дена дошол и апостол Тома, кој ги замолил своите собраќа да го покажат гробот дека била положена Мајката Божија, за и да го отворат гробот и тој да се поклони и да целива Мајката Божја за последен пат. Кога го отвориле гробот, виделе дека и незиното тело го нема таму, со тоа се докажува дека и таа телесно се преселила во Царството Небесно, како што исто така и незиниот син воскресна во 3-тиот ден, така и таа телесно се преселила во Царството Божјо.